И денеска продолжуваат протестите на телевизија Нова во знак на револт против притисоците кои специјалното јавно обвинителство ги прави врз нашиот медиум преку политички прогон на собственикот на телевизија Нова, господинот Сеат Кочан. Ова е всушност седма недела поред како голем број на поддржувачи на телевизијата, меѓутоа и нејзини вработени, како и вработени во фирмите на Сеат Кочан протестираат заедно со ова мобилно студио кое што може да го погледнете зад мене, истрајни и одлучни во своите барања, веќе конечно да престане репресијата, но и притисоците врз медиумите. Јас само би дала еден осврт дека телевизија Нова 7 недели поред не протестираше само пред специјалното јавно обвинителство, туку исто така најпрвим протестите започнаа пред апелација и тоа против одлуката за притвор на собственикот на телевизија Нова. Се протестираше исто така пред клубот на новинари, каде што побаравме солидарност од нашите колеги новинари. Меѓутоа протест исто така имаше и пред седиштето на Европската унија во Скопје, од каде што уредничкиот тим побара да се сретне со еврокомесарот Јоханес Хан. Меѓутоа за жал од таму, од ЕУ инфоцентарот наидовме на затворени врати. Исто така имавме и мирен едночасовен протест и пред седиштето на мисијата на ОПСЕ во Скопје, докаде што и доставивме еден документ каде што ја објаснуваме за тоа каква е ситуацијата во нашата телевизија, меѓутоа и за притисоците со кои што ТВ Нова се соочува, и од таму од ОПСЕ побаравме нивна јавна поддршка. Исто така секојдневно, како што може да забележите, пристигнува масовна поддршка и од академската заедница и од голем број аналитичари, меѓутоа и од граѓански асоцијации и голем број на здруженија кои што исто така ја даваат својата поддршка, ја покажуваат, демонстрираат својата солидарност кон телевизија Нова и барат конечно да престанат притисоците и репресијата врз медиумскиот сектор. Јас само за крај би истакнала дека денеска е 3 мај, меѓународниот ден на слободата на медиумите, што се одбележува низ целиот свет. Меѓутоа, за жал, во најновиот извештај на Репортери без граници е наведено дека слободата на медиумите никогаш порано не била ваква загрозена. Меѓутоа, овој извештај, овој ден денеска 3 мај, меѓународниот ден на слободата на медиумите, представува само еден потик за ние како телевизија да останеме поистрајни и поодлучни во нашите барања до крај.